Да, конечно ги добивме цените за купните цени за нова реколта. Начално пред тоа овие да ги добиавме друга понуда која категорички ја одбиавме и направија мала корекција на цените на тутун, меѓутоа и на тие цени не сме задоволни. Нашите цени што му ги понудивме беа 510 денари на првата класа, 450 на втората, третата класа с 390 денари. Со проценка по стариот правилник за тутун, така да тука просеко негде идеше 420-430 денари. Меѓутоа тие цените што ни ги понудија се, можам да ви ги прочитам и по фирми, која е прва, втора. Италмакс понуди за прва класа 420, за втора класа 360, за трета класа 300 денари и за допунската 115. Тутунски комбинат за прва класа понуди 420, втора класа 360, трета класа 300 денари, допунската 160 денари. Секе понуди за прва класа 415 денари, втора класа 330 денари, трета класа 250 денари и за допунската 120. Алијанса понуди за прва класа 415, за втора класа 316, за трета класа 290 и за допунската 180. Мисеријан за прва класа 415, за втора класа 312, за трета класа 250 и за допунската 120. Бако понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360, за трета класа 300 денари, за допунска 180. Пашовски понуди за прва класа 420 денари, за втора класа 360 денари, за трета класа 290 денари и за допунската 180 денари. Кавекс понуди за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 290 и за допунската 180. Сокотоп за прва класа 414, за втора класа 335, за трета класа 250, за допунската 120 и Орбита за прва класа 420, за втора класа 340, за трета класа 250 и за допунската 170. Од овие бројки може да заклучите дека најголемите компании ги дадоа најниските понудени цени. Со ова што не се сложивме и ова ни дава за право да мислиме дека и ова реколта ќе биде со анекс на договори и купување само во прва и втора класа, што за нас не е оправдано. Она баравме ние да си подкренат цените нормално. Она што му понудивме беше реална проценка на класи да се ода и да се окупа тутуно во најдобар ред и квалитето да се плати од неквалитето. Што понатаму бидејќи сега од 1 март почна склучувањето договори? Ако за вас се неприфатливи овие? Или мора да прифатливи? Ние нашето беше го направивме. Значи дадовме пример дека не се сложуваме. До тука се ингеренциите на овој сојуз. Сега, ради ова што се случува сега, бараме да се врати стариот закон. Стариот закон беше за компаниите да не можат да склучуваат договор. И вика вака, тоа е промената, значи стариот закон. Доколку највисоката асоциација на тутун достави негативно мислење за содржината на договорот, откупувачот е должен да го усогласи договорот според мислењето на највисоката асоциација на тутунопроизводители во рок од 5 дена. Значи ова највисоката асоциација и треба да. И со држаница што барате се? И се барате законска измена што? Бараме законска измена. Значи во дело на закон бараме да се врати стариот начин на стариот член. Ингеренциите на сојузот да се врата, значи без согласност на сојузот да не може да склучува договори. Бараме исто член 43 да се смени за увоза на тутун, значи да има забрана на увоз на суров тутун, се до последниот ден на откупот и бараме измена на член 47 за полагање за добивање на лиценци. Досега право за полагање на лиценци има само носителите на договора. Нема се бараме измена да и потесното семејство, односно син, ќерка, сопруга да има право да полага за добивање на лиценца. Се соочуваме со недостиг на луѓе со лиценца. Тоа што откупувачите ги користат поверениците ги зема за проценители. Дали вие овие ваши предлог измени на законот некаде ги доставите до Министерство, до парламент? Да, или кога ги доставите? Ова ние за разгледување на подсекторската група донесовме заклучоци, требаше ова да го разгледа во комора. Меѓутоа се уште немаме одговор од комората, без разлика сега дали ќе добие или не, наредниот петок
Јас лично го закажувам состанокот во Министерство за земјоделие со посетителската група и ги доставуваме овие барања до министерот и до Министерството за понатака решенијата се сосем нивни. Останува, значи, се додека не се направи законска измена во законот за тутун, според која ќе се врати стариот член за цените во договорите, сепак оваа реколта да помени со предложените цени на откупните компании. За сега така стои. Меѓутоа ние нема да останеме на ова, ние ќе се бориме и понатака за да добијаме поголеми цени. И се мислам дека и убеден сум дека пред почетокот на ова реколта пред откуп поново ќе интервенира компаниите со анекси на договори, што за мене е грешка, требаше и во стартот да си направи цените, да си направи калкулација и да се дојде до просек од 430-420 денари, да бидат задоволни и откупувачите, а и тие, како и производителите. А откупувачите да бидат задоволни заради тоа што да ја одржа ова гранка на производство. И сме на мислење да можеме да го стандардизираме производството од 20 до 20 милиони килограми на ниво на држава. Кога ќе може да се склучуваат новите договори? Новите договори почнуваат понеделник да се склучуваат, значи до 28 февруари трај редовниот откуп, после тоа, значи одма првиот ден почнуваат да склучува договори. Која е вашата препорака сега до тутунопроизводителите, бидејќи велите вие како сојуз нема да се откажете од понатамошните барања, не сте задоволни од тоа што ви го нудат откупувачите. Која е препоракава до тутунарите да склучуваат договори, да почекаат, да не склучуваат? Рокот е завршен за одновата реколта на 28. После тоа се обврзани за месец дена да склучат договор. Значи мора да се склучат договор. Ради тоа што оваа култура која засадиш без договор, значи може Министерството за инспекторатот да дојде да изорат на површина. Значи, сакали или нечели, тие мора да склучуваат. Меѓутоа може да се ги бира компаниите со кои сака да склучат договор. Врз основа на овие цени сега што му ги нуда, она може да си прави селекција тие на откупувачите. И да чекаат и да, анекс. И понатака остануваме ние на мислење на становиште дека ќе се бориме до крајот, до почетокот на откупот да се зголема цените за ова реколта. Дали Министерството како некој вид медијатор е запознато со ова, дека имате еве сега пак, да не речам неспоразум, недоразбирање, вие барате едни цени, откупувачите нуда други. Министерството знае, го информиравте што Министерството е во целост информирано. Дури министерот формира и работна група со откупувачите, со кои со откупувачите не најдовме на разбирање и за мене нејасна логика зошто не прифатија, заради тоа што ние му понудивме на откупувачите измена на правилникот за откуп на тутун, од кој побаравме во првата класа да влезе покрај врв Подовик Ковалама да влезе и горниот среден лист. И тоа анблок ни го одбија на Стопанска комора, она што за мене несватливо беше, пусто тука и науката е внесоја комората и истото го добивме, исти одговор го добивме и од науката дека не може да влезе горниот среден лист во прва класа. За мене несватливо ради тоа што горниот среден лист е многу близок до коваламата. Големината на самиот лист е 2 сантими, од 14 до 16 сантими. Меѓутоа, истите својства што ги има коваламата, подврво и врво, ги има и горниот среден лист. Односно, богат со атерични масла, смоли, богат со никотин, катран, така, зошто не го прифатија тоа, само тие знаат. А со таа понуда, ако го прифатија на тој правилник, значи ќе беше многу подобро. И за нив како откупувачи, порелаксирано да се го регулира откупот на нареднава реколта и производителите ќе се беа задоволни, ради тоа што една инсерција влегуваше во друга класа и ќе беа задоволни со цената. Уште од лани се зборува последно за законските измени. Едно од случаите очигледно што откупувачите најмногу им води очи, без ваша согласност да нема склучување на договорите. Зошто досега не е работено, не се поднесени предлог измените на законот?
За тоа не можам да ви дам одговор, але тоа што Од ние ваша страна, значи ние од првиот ден кога дојдовме, кога добивме властвувањето за да ја представуваме тутунската индустрија, значи од првиот ден кога побаравме врачањето на стариот закон, меѓутоа тоа пред нас, предходните, зошто не го барале, не знам. А овој закон е укинат со идењето на чело на Сојуз со овој од Вашерејца Кире. Значи во тој момент е укинат тој закон и до сега се уште е валиден тој закон. Во 2020 имало засадено 12.114 хектар. Во 2023 13.321. Во 2024 12.500, што значи тенденција на намалување. А бројност на земјоделски стопанства, значи 2020 бил 19.702, а во 2024 16.830. Ова ми дава за право, ако компаниите, откупувачите не се пронајдат во цените, да бидат задоволни тутопроизводителите, значи оваа година ќе се соочиме и понатака со намалување и на хектарите и на земјоделските стопанства кои се занимаваат со тутун.